Откако ги проследи сите драмски представи на учениците од основните училишта во Делчево, Виница, Зрновци, Кучичини и Соколарци, жирито во состав Силвана Јаневска, Вита Ковачевска и Димче Спасов ги прогласија победниците. Наградата за машка улога му се доделува на Хадиб Зенелов за улогата на Берберот во представата Итар Пео и Берберот во режија на Маријана Стојменовска, наставник во Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево. Наградата за женска улога и се доделува на Тамара Николова за улогата на Неда во представата Мајки во режија на Љупка Стојменова, дипломиран професор во основното училиште Климент Охридски. Подрачното училиште Мирче Ацев од Кучичино. Наградата за презентирање на драмски текст од домашен автор се доделува на драмската секција од основното училиште Страшо Пинџер од Соколарци за драмскиот текст Големи и мали од Бошко Смаќовски, а во режија на Тодорка Стојменова, наставник, или Монка Стојкова, наставник. Наградата за презентирање на културно наследство се доделува на представата Мрзливата жена и метлата, работена според истоимената македонска народна приказна, во режија на Мара Јованова, наставник, и Дејан Спасов, наставник од основното училиште Гоце Делчев од Виница. Наградата за режија се доделува на дипломираниот професор по македонски јазик Далиборка Милосиова за представник испит, работена по текст на Ристо Давчевски, а во изведба на учениците од основното училиште Синиша Стојулов од Зрновци. Наградата за неуспешна театарска представа ја доби Мајки, работена по текстови на Григор Парличев, Зија Диздаревик и Ката Мисиркова Руменова во режија на Љупка Стојменова, дипломиран професор по македонски јазик, а во изведба на учениците од подрачното училиште Мирче Ацев од Кучичино. По одлуката на жирито, директорот на Центарот за култура Бели Мугри Коце Стојменов изјави: Одлагањето го направивме поради спојување на празникот 1 мај со 30 со основните училишта. Беше закажано да се одржи представата Македонска приказна во продукција на Театар за деца и младенци, која во оваа настаната состојба директорот на и јас проценивме дека најдобро би било да се одложи, и истата е одложена за 8 април